Здраво на сите, јас сум Џелан Велио. Коалицијата војски на НАТО пактот, предводена од САД, ќе се повлечат од Авганистан на 11 септември ова година. Навистина извран символичен датум, бидејќи нападот на кулите близначки во Њујорк во 2001 година беше причина за американската интервенција во Авганистан. Во меѓувреме, светот го шокираа снимките од аеродромот во Кабул, каде стотици луѓе се обидуваа на секаков можен начин да излезат од државата. Во само 24 часа се дозна дека председателот Ашраф Гани веќе ја напуштил земјата, а талибанците пак воспоставиле контрола врз најголемиот дел на земјата, влегувајќи и во главниот град Кабул. Историјата на талибанците не почнува со Бин Ладен и нападот на кулите близначки. Познато е дека Рамбо, особено во третиот дел, кон крајот на 80-тите години, се бори на страната на талибанците против советската армија. Исто така на социјалните мрежи веќе се популарни слики со споредба на положбата на жените во Авганистан во 70-тите години и на почетокот на 21-виот век. За минатото, сегашноста и иднината на Авганистан во оваа емисија на Гласни идеи ќе разговараме со другарот Руфат Јашари. Здраво, Руфат, како си? Здраво, добро. Ви благодарам за можноста, за шансата да говорам на овој топик. Пројавив интерес од проста причина што ме фасцинираат теми од овој тип. Секако војните не се теми кои што некого би требало да го фасцинираат, но како проучувач на герилски војни тактики и стратегии, без разлика дали се работи за сандинистите во Латинска Америка, маоистите на Филипините или пак во овој случај муџахедините во Авганистан од 70-тите до 80-тите, секогаш пројавувам интереси, но не секогаш многумина пројавуваат пак интерес или слух да разговараат или пак да слушаат околу оваа тематика, така што би сакал да споделам неколку мисли како лаик, секако. И како историчар, така? Да, како воен историчар. Па добро, штом си историчар и со факти ке зборуваш, нели нема да дава само свое мислење и тоа е битно. Секако. Па добро, можеме да почнеме, јас нешто сакав уште пред овај период да опатиме и пред интервенцијата на СССР за соработката меѓу Авганистан и СССР. Како дошла таа соработка, на што се засновала соработката и во кој облик, да кажам, била? Па, имено најраните релации помеѓу царска Русија и првите форми на афганистанската државност датираат или биле воспоставени околу 19-тиот век, поточно во периодот кога се одвивале неколкуте, односно трите британско-афганистански војни. Британија настојувала на еден начин преку војните кои што ги водела со Афганистан да го држи Афганистан под своја контрола, разбирливо пред се поради стратешката местоположба на Афганистан, но наидувале на енормна, голема и жестока резистентност, отпор кој што евентуално резултирал со афганистанска потполна независност, особено по третата англо-афганистанска војна и во периодот од 19-та до 21-та година Афганистан ја финализира и ја комплетира својата независност. Интересно е тоа што, да кажеме, Британија, со тоа што се обидувала да воспостави контрола врз Афганистан, примарната интенција всушност била да координира, да раководи, да ги менаџира билатералните односи, дипломатските врски на Афганистан со надворешниот свет, но и секако да воспостави како еден вид на бафер зона, на тампон зона помеѓу незината тогашна колонија Индија и царска Русија, но со самото конституирање на Советскиот сојуз и со добивањето на независност, стекнување на независност на Афганистан, дипломатски односи или билатерални врски Афганистан ги воспоставува токму со тогашниот Советски сојуз, а воедно СССР е и првата држава која што формално го признава постоењето на Афганистан во
меѓународниот свет, односно како држава. А исто мислам дека и Авганистан е меѓу првите држави што ја признава советската влада. Да, имале взаемна соработка на повеќе нивоа. Секако не до толку познати, не до толку значајни за да би се ставил некаков акцент, секако во таков бурен период како што биле периодот помеѓу помеѓу двете светски војни, имало неколку конфликти помеѓу нив, но биле од пограничен карактер. Воглавно постоела кооперација, соработка помеѓу нив. Се разбере и двете земји во тој период биле во подем, во развој. Таквата соработка во однос на инфраструктура била во форма на помош од типот на инфраструктура, индустриализација. И истата била засилена особено по финишот на Втората светска војна, по смртта на Сталин, во периодот на десталинизацијата, и тогаш доаѓа до експанзија, односно поголема соработка помеѓу Авганистан и Советскиот сојуз. И од денешна инстанца слушаме како Советскиот сојуз на своите, да кажеме, сателити им простила долгови во висина од милиарди. Како што напоменав, таа помош била воглавно во форма на индустријски машини и слично. Беше споменат и периодот на 70-тите во Авганистан, што е всушност наша тема на разговор. Би скокнал на тој период и би кажал сосема накратко, бидејќи се работи за еден комплексен топик кој би можели да се изгубиме во самиот топик, како што моментално се обидувам да се ги организирам мислите и да го кажам тоа што е суштинско. А пред да ги организираш мислите, ја сакав нешто да те допрашам. Сепак власта на Авганистан во тој период и власта во СССР идеолошки се разликуваат, така? Значи, додека да, секако се работи за монархија во овој период. Па се до 70-тите всушност, кога Кан ја аболицира. Кан ја аболицира монархијата, мислам околу 73-та година. Монархија, сепак, тоа значи некоја полиберална монархија, што нели се работува со СССР. Да, бидејќи и тие ескивирале на еден начин соработка со британците, така што најдобра опција во тој период бил Советскиот сојуз, за да се отрнат од британско влијание. Да, значи таа била причината всушност. Да. И како што споменавме, 70-тите години од 20-тиот век во Авганистан биле исклучително бурен период, период во кој населението, односно популацијата, афганистанската популација, била особено поларизирана. Че на една страна имало луѓе кои што биле социјални слоеви, структури кои што биле особено прогресивни, напредни, со напредни идеи, дури и со социјалистички, па дури и крајно левичарски идеи, но исто така и популација која што била под инфлуенца, вестерн инфлуенца, западно влијание, во смисла на западен начин на живот, се што било популарно во тој период во 60-тите, 70-тите го имало и во Авганистан. Секако таквата тенденција на вестернизација наишла на отпор помеѓу локалното население, кое што било конзервативно, се работи за исклучително голема популација, дури и во тој даден временски период. Така што особено тоа се манифестира, таа кулминација, таа ескалација на нештата, кои што довеле до
не светата војна, но радикализација на исламистите во Афганистан, особено по доаѓањето на Нур Мухамед Тараки, кој што ги ликвидира ројалистите. Секако тој прогласил република по 73-та, но сепак се смета за ројалистичка, за монархистичка фамилија, така што се врши ерадикација, ги ликвидира и доаѓа до конституирање на левичарска власт. Но мислам дека било погрешно и многу рапидно, брзо спроведувањето на таа власт, односно мерките со кои што ги спроведувале тие доктрини. Секако, просто кажано, би требало да размислат во однос на тоа како постапуваат, односно ситуацијата, да сватат дека не може, например, некоја долговековна тенденција да се смени преку ноќ, особено кога се работи за рурално население, односно население кое што живее во рурални средини и мислам дека материјалните околности не соодветствувале на таквите брзи промени. Да, како што напоменав, населението било поларизирано и во догледна точка всушност живееле во една држава, но не знаеле многу едни за други. Како поделени општества. Да, како поделени општества. Всушност нешто како што не се случува и денес, тука во Македонија, или во Европа, или во било каде во светот. Но во овој контекст нештата биле и од смисла на идеолошка гледна точка, и од, да кажеме, животен стил, потоа традиционални вредности кои што клериците се обидувале да ги заштитат. Тоа е позната приказна, не би во интерес на времето секако и да не избегам од суштината на прашањето, се обидувале да го протежираат со низ верските објекти на улици, на што власта одговорила со апсења, со репресии, кои што дури и мене како левичар, например, ми се премногу. Некои видеоматеријали сега се сетив од поодамна што ги имам гледано, проучувајќи документарци поврзани со тематикава. Значи, грда слика, руски УАЗ джипови, тајна полиција. Интервенцијата тука на СССР е побарање, да кажем, на власта тогашна на Афганистан, или СССР одлучиле да интервенираат? Во даден период, да кажеме 2-3 години можеби пред да дојде до самата советска интервенција во Афганистан, властите на некој начин барале одредена помош, но советите не отишле подалеку од помагање во смисла на воена опрема, тенкови и слично. И тогаш доаѓа до дестабилизација на нештата во Афганистан на политичка гледна точка. И самото тоа што исламистите, односно да не ги наречем исламисти, муслиманската популација во Афганистан, која што не можела повеќе, немала толеранција да го трпи, да ја трпи репресијата на системот, се осудуваат, односно посегнуваат по оружје, се организираат вооружено да пружат отпор кон афганистанската власт. И тогаш се спроведува таа позната, така наречена, доктрина на Брежнев, кога, да кажеме,
социјализмот евентуално е во опасност, случај кој што бил познат и просведочен дури и во Европа, да кажеме во Унгарија, можеби или повеќе особено во Чехословачка, кога воено интервенирале, и тие предпоставувам јас дека сето тоа ќе трае кратко, но тоа што предпоставува дека ќе биде кратко се претвори во еден Виетнам. 10 годишна една декада. Но Брежнев после тоа брзо починува, нели, умира? Почина, да. После тоа сите останати што го менувале, да кажам, Брежнев, не знаеле што да прават со таа интервенција. Барем податото да стигнав. Се до Горбачев, да. Да, и баш Горбачев има доста кажувано, мислам, за таа интервенција. Обично кажува дека тој не ни бил потписник на одлуката за интервенција во Авганистан. Па многумина од тогашните политичари кои што биле активни во Советскиот Сојуз биле и одстранети од позицијата, дури и затворени, затоа што јавно мислење и став во однос на афганистанската интервенција и сметале дека Авганистан не треба да се инволвира во тие случувања, но како што спомнав, тој страв да не се прелее сиот тој немир кон советските републики, како например Таџикистан, Узбекистан, кои што имаат доминантно муслиманско население, за да не се радикализираат и да не се дестабилизира Советскиот Сојуз, тие мислеле дека со интервенција, но самиот релјеф на Авганистан им создал една клима, еден терен за муџахедините да водат една успешна, сукцесивна диверзантска војна со Советскиот Сојуз во форма на заседи, при кои што советската армија била отворен таргет за напади и како што споменавме, да убрзам одговорот, како што го споменавме Горбачев во 86-та, Реган исто, нели се инволвира околу афганистанското прашање со своите хипокритски изјави, лицемерни, и почнува, да кажеме, и отворена, ако не грешам, помош за афганистанските бунтовници. И през свртница, самата војна можем да кажем дека се Стингер ракетните фрлачи ги добиле од САД. Ги добиле од САД и со истите сукцесивно собориле стотици советски летала. Секако советите направиле некој свој одговор, систем на тие ракетни фрлачи, но сепак моралот паѓа се повеќе кај советската армија. Епилогот, ако не се лажам, бил над 15.000 починати, околу 15.000 починати советски војници, за материјалните ранети. Да, за губитокот на воена опрема и техника да не зборуваме, значи девастирани биле во од таа гледна точка. Што ми е на еден начин фасцинантно, мислам, самите тие видеа, може би звучи вознемирувачки, но и би било за осуда, но немам никаква друга интенција позади тоа што го кажувам. Всушност, уште кога бев дете, тоа некако ми беше атрактивно да го, самата таа гледка, да го проучам тоа афганистанско жариште од 70-те, односно во текот на 80-те години, да го проучувам. И како што напомена ти самиот филм Рамбо. Да. А и тоа Гробница на империите звучи доста интересно, понатаму. Да, и тоа сакав, имав намера всушност да го напомена на самиот почеток,
кога ќе се спомне на некој начин војна во Афганистан, не може да прецизира екзактно точна временска рамка, затоа што некако целокупната светска историја, мислам временски, од самиот почеток Афганистан, на афганистанско тло се одвивала некаква војна и се воинствен народ. Добро, да преминеме сега на американската интервенција, односно ако можеш да направиш некоја споредба помеѓу советската и интервенцијата на Соединетите американски држави и како подоцна, са фигуративно кажано, тоа оружје што им го дадоа американциве на афганистанските муџахедини, потоа во 2001 година се свртува против нив. И така повлива нели интервенцијата на САД во Афганистан? Самото појавување, односно, мислам дека одредена дистинкција помеѓу оригиналното автентично муџахединско движење и создавањето на талибанското движење, односно Талибан во 90-те години. Накратко, ова е чисто само моје некое размислување и обсервирање на некои нешта. Еве би го споменал Ахмад Шах Масуд, кој прераснал во една икона, да кажеме, во еден идол на афганистанскиот народ, символ на резистентност, отпор, кој што го добил и називот панширски лав, ако не се лажам, не знам како би го превел на македонски, но тој всушност бил, да не претерам сега, како, например, еден вид на Че Гевара помеѓу муџахедините. Но на крајот, мислам дека и тој завршил како жртва на самата исламистичка револуција, чии што првична цел било соборување на левичарската, односно демократската држава на Афганистан и воспоставување на евентуално некој систем според нивни вредности. И дури самиот, како што напоменав Шах Масуд, се претпоставува дека бил жртва на Осама бин Ладен. Умрел, односно загинал по наредба на бомбашки напад од страна на Осама бин Ладен. Сакаш да кажеш дека и тоа муџахединско движење, борба, дегенерирало на крај? Дегенерирало, како што напоменавме во претходното прашање, со самото мешање, односно инволвирање на меѓународната заедница, особено на британците и на американците. Сега, талибанците во принцип, како што јас имам обсервирано и како што имам разбрано, никогаш не биле антиамерикански настроени, но не биле пак и, како да кажеме, релиабилни, да може да се потпрат, например, на некој договор што имале со нив. Ако не грешам, така претпоставам, како што сум разбрал, талибанците, односно талибанскиот калифат, бил конституиран, создаден повеќе со британска помош, отколку што било со американска асистенција, така што се поставува прашањето кој всушност ги контролира талибанците. Секако зборуваме за средината, можеби на 90-тите, раните 90-ти години. И пред тоа, барем што сум гледала јас некои документарни и сум читала некои работи, да кажем, за Афганистан, талибанците и се таму што се случува, најдов на едни информации дека од западните земји луѓето оделе, се членувале во талибанците за само да се борат против СССР, односно против комунистите. Да. Имало многу као европејци што оделе таму се борат против комунизмот. Мислам дека беше исто напоменато во прашањето која е всушност разликата помеѓу, која би била разликата помеѓу, да кажеме, советската интервенција и американската интервенција, ако можеме да ги наречеме интервенции или окупации, не знам како би ги дефинирал.
Само би навел еден краток разговор, кој што го имав водено при една прилика во Словенија со афганистански мигранти, кои што избегале пред многу години избегале од Афганистан, и во таа констелација беше присутен еден турски воен старешина, кој што бил во пензија, оперирал односно служел во Германија, во Западна Германија. И јас намерно го поставив прашањето на тие мигранти, дали би можеле да направат една разлика помеѓу советското присуство и американското присуство на афганистанско тло. И јас бев многу задоволен од одговорот кој што ми го дадоа, затоа што на еден начин со тој одговор, со тие аргументи, тие кои што ги наведоа, јас победив условно кажано во таа една расправија што имам со тој НАТО старешина. Значи, ќе се обидам да го парафразирам неговиот одговор, накратко кажано. Одговорот гласеше вака. Значи, во периодот кога советите дојдоа во Афганистан, инфраструктурата дури во руралните средини, во планинските предели, иако повеќето беа под контрола секако на бунтовниците, но сепак во оние делови каде што било можно, било оставено огромен број на инфраструктура, изградени мостови, советски тип на блокови, односно стамбени објекти, болници, училишта, кои што останале во служба на афганистанскиот народ, дури по самото советско повлекување. Додека со доаѓањето на пред се талибанското движење и подоцна со самото ракетирање на НАТО сојузниците, сето тоа што било создадено во советскиот период, при советската интервенција, било разрушено. А да не зборуваме и за дисреспектот кон културолошкото светско наследство, како што биле монументи и слично кои што биле дигнати во воздух од страна на талибанското движење, што мислам повторно говори уште еднаш за една таа дистинкција и разлика помеѓу муџахединското, односно каузата на муџахедините и талибанското движење. Значи, тоа е разликата помеѓу социјалистичка интервенција и капиталистичка интервенција, јас би рекла. Бидејќи на крај идеолошки гледано на тоа се сведува. Добро. Мислам дека доволно зборувавме за историјата што било и како било, и доволно, иако премалку за Афганистан, но се надевам ќе имаме прилики понатаму подлабински, да кажам, да, би гледаме ова. Би сакал особено за афганистанскиот феминизам во 60-тите, во 70-тите би сакал многу да зборувам, но тоа во некоја друга прилика и во некоја друга форма. Како посебно да биде, бидејќи е значено. Па добро, сега, пример, да што мислиш и да дадеш некоја непредвидување, се разбира, но што мислиш дека ќе се случи понатаму, како ќе се одрази ова што денес се случи во Афганистан на околните земји, на Русија, Кина, Индија? Да, околу последиците, да. Да, значи, постоењето на исламскиот калифат, како да кажам, ќе влие врз овие земји. Па јас, кратко речено, мислам дека самото постоење, односно конституирање, самата екзистенција на исламска владевина во Афганистан представува консеквенца. Самото по себе представува последица. И истото сметам дека им оди во прилог на американците и на НАТО сојузниците да постои нешто такво. И мислам дека регионалната проблематика може да се воочи, да се констатира на тој начин што може да се забележи преку етничката манипулација
се разбира во Авганистан тлеат со векови племенски несогласувања и конфронтации, но ако би ги согледале, еве сега гласно размислувам, да претпоставам талибанците воглавно се паштуни, а се дрифта на еден начин од југоисток кон север. Кон север каде што паштунско население претпоставам дека е миноритет, но на север се наоѓаат земји како Таџикистан, Узбекистан, кои што соработуваат со Путинова Русија, и сметам дека на тој начин интенцијата на американците или на НАТО сојузниците е да создадат еден дисбаланс или влошување на ситуацијата, со тоа што населението кое што живее во Таџикистан, во Узбекистан, Чеченија и така натаму, се до Кавказот, би се на еден начин би се повторила Чеченија, на светската сцена би се повторила Чеченија, и со тоа би им се наштетило на Русија пред се, а секако и на околци. Додека те слушам, мене ова ме потсетува на студената војна. Дали се уште трае студената војна меѓу овај пат Русија и САД наместо СССР и САД? Ова е добра констатација, затоа би направил на паралел. Значи, студената војна се уште трае, исто како што трае се уште и дезинтеграцијата на Југославија. Сега не би навлегол многу околу тоа, претпоставам дека ќе бидам разберен околу тоа што сакам да кажам, затоа што доколку би почнал да објаснувам, сметам дека би се изгубил и самиот во сета таа проблематика. Просто кажано, многу од нештата не се решени, како и на светската сцена, така и на балканската. Се уште некои прашања се отворени и не оставаат во неизвестност. А за жал тоа би можеле само ние да го предпоставуваме и да шпекулираме во однос на тоа како да предпоставуваме што би било и како би било. Но факт е евидентно е дека некакви светски политики нови, дури непознати за нас, како аналитичари, се одвиваат. А за тоа допрво би сведочили. Колку и драматично да звучи сето ова. Да. Значи, дали можеш да кажеш нешто за причините за повлекувањето, да кажам, на САД? Нели причина за интервенцијата беше нападот на кулите близначки од 2001 година. И што се случи сега? Зошто САД се повлекуваат без никаква борба, да кажам? А исто така и регуларната власт, пак армија на Авганистан, без никаква посебна борба се предаде на талибанците. Па можеме да се надоврземе на претходното прашање, на кога ги спомнавме последиците, консеквенците. Истото би го продолжил, мислам, тој одговор би го надоврзал со овој, односно околу причините за повлекувањето, и обсервирајќи ги нештата, анализирајќи, сметам дека воопшто не се работи за повлекување. Воените бази физички се уште таму присутни, земјата се уште е окупирана, со или без воено присуство, со или без воен персонал. Сметам дека американците после толку години, значи се работи за 35-6 години воено инволвирање, стратегиско и како се не, сметам дека имаат креирано еден добар политички систем, една добра политичка стратегија со која што ја гарантираат контролата врз Авганистан. И впрочем, и самите талибанци се на еден начин зависни од американско менаџирање со нивните ресурси, односно капиталот што го поседуваат суров,
И ова особено се однесува на токму оние талибански редови претходни и ново создадените проамерикански администратори кои што действуваат, кои имаат директен бенефит или имале или се уште пак имаат бенефит. И дон денес одредени социјални слоеви во Авганистан профитираат од присуството на американците, затоа што се занимаваат со трговија со трговија со гориво и други суровини. И тие исто спремни се, мислам дека би направиле се за да ги штитат, да ги протежираат американските интереси, а со тоа би ги протежирали собствените приливи на американски девизи. Значи профитот е најбитен на крај. Ке испадне дури во афганистанското прашање за тие афганистанци кои што профитираат од присуството на американците. Добро, за крај би те прашала, значи светот стравува од бегалска криза, нормално, нели? Европејците се тие што постојано стравуваат дека бегалци ќе дојдат во нивните земји, ќе ги населат, ќе им ги земат работните места и слично. А тоа се случи во Македонија моментално, нели? Македонија ќе примиме таму, не знам, 450 прво беше бројката, па не знам сега колку мигранти од Афганистан. Што мислиш ти, колкава ќе биде миграцијата од Афганистан, бидејќи Афганистан е огромна земја, значи има 40 милиони, ако не се лажам, жители. За колку може во 70-тите, сега уште повеќе рапидно расте популацијата, да. Официјалните растечка популација, јасно, да. Но нели секогаш има и неофицијални податоци. Да. Нели има деца кои што не се впишани, дека се родени така натаму во сите земји тоа. Колку од тие, значи колку проценти не знам, не би ја прифатиле власта на талибанците, би се упатиле кон Европа. Бидејќи ако не ја прифаќаат власта на талибанците, нели сигурно нема да отидат во околните земји каде што власта, да кажеме, е слична, сигурно ќе се упатат кон Европа. И дали нешто ќе се промени во светот, не знам, демографски? По принцип сметам дека афганистанската миграција представува еден долгодецениски процес од самото почнување на конфликтот, односно самата советска интервенција во 79-та година. И добра приметба во однос на прашањето кое што го постави и повторно би направил една паралела со минатото. Секако во таа дадена констелација 79-80 година не можеме да кажеме дека афганистанците или било кој друг на светот ги имали истите можности во однос на поврзаност со останатиот дел од светот како денес. Но тогаш војната, конфликтот во почеток, стартот била од друг карактер. Така што примарна дестинација или правец кон кој се упатиле околу 5 милиони афганистанци, ако не се лажам, вкупно биле Пакистан и Иран. Во период кога се конституира самата исламска држава во Иран и споменувајќи сега мигрантската криза, значи нешто кое што сакав да го напоменам дури во претходните прашања, а токму сега ми текна, самите афганистанци биле жртви дури и од оние кои што пропагирале дека им помагаат. Биле манипулирани од самите пакистанци како нивни најблиски помагатели, но сушност тие биле само посредници на материјалите кои што биле праќани, депонирани во Пакистан, дали биле во форма на оружје или пари. Многу мал дел од тоа оружје, од тие средства и санитетски материјал пристигнува во Афганистан, во деловите каде што биле потребни од неопходна потреба.
еве дисатисфакцијата, незадоволството на многобројни афганистански граѓани кон новоконституираната власт во Афганистан веќе се манифестира по улиците на Кабул, како што можевме да просведочиме одредени вести кои што кружеа на социјалните мрежи, како на пример отстранувањето на афганистанското државно знаме и поставување на исламски банери. Мислам дека имаше некои скандирања, изјави од страна на афганистанци кои што сметаат дека не треба всушност да се откажат од своето патриотско, од своето државно право или сенс. Така што со оглед на тоа што, како што спомена и ти, дека Пакистан и Иран се всушност идентични општества како што е воспоставената нова талибанска власт, не би било природно да го гледаат својот излез там. Така што примарна дестинација би биле некои, кон Европа. А за тоа како ќе реагират европските земји? Народот веќе просведочија и некои државници, како што се, например, Орбан, што е сосема разбирливо и очекувано. Потоа Јанес Јанша, ако не се лажем, има нешто прокоментирано исто. Не ги следам, не сум доволно компетентен или, како да кажем, информиран околу тоа за да би зборувал, но исто така и немам ниту пак некакви очекувања или предвидување околу оваа тематика, затоа што сум на еден начин и шокиран околу оваа тематика, во однос на тоа што всушност представува и како еден вид на циклус, на повторување на нештата, што не верува во догледно време дека нашата генерација ќе ги дури водат некакви шеги, некакви интернет запраканци, например типот повторно е 2001 после 20 години, талибанците се на власт и Бритни Спирс е повторно популарна и слични такви шеги. Добро, Руфа, значи горе-долу го опативме ова комплексно прашање, иако премалку суштински навлеговме, или поради самиот момент на емисијата. Ти благодарам што гостуваше, па ако сакаш да додадеш нешто на крај. Ви благодарам за можноста, за шансата на дискусијата. Сметам дека за мене бар беше многу продуктивна дискусија, интересна, затоа што веќе догледно време барав соговорник на оваа тема, така што мора да искористам оваа шанса. Секако што напоменав, се надевам во блиска иднина би продискутирале и околу афганистанскиот феминизам во 60-тите и 70-тите години. И исто како што кажев на самиот почеток, многу од нештата што ги наведов беа од лично проучување, секако сите ние проучуваме од различни, анализираме различни извори и доколку сум нотирал нешто кое што не е фактографски точно или пак погрешно, еве нека биде како повод или како причина за продолжување на оваа дискусија, можеби во коментари или слично. Во облик на дебата, можеби некој во облик на дебата, да, тоа сакам да го кажам. Па добро, почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.